флексибилна работа на работникот, односно сам да може да го дефинира своето работно време и начинот на користење на одморите. Новиот закон за работните односи повторно како работник го дефинира само она лице кое што е во работен однос врз основа на склучен договор за вработување. Оваа дефиниција е фактички неточна и не обезбедува заштита на голем број на работници кои што се во работен однос врз основа на некој друг договор или воопшто немаат склучено никаков вид на договор. Препораката на Хелсиншкиот комитет за човекови права за новиот закон за работните односи е преформулацијата да биде направена на тој начин што ќе ги опфати сите работници кои што се во работен однос или имаат склучено договор за вработување. Тоа би се утврдило на начин што може да се провери дали лицето секојдневно оди на работа, прима надоместок и извршува работи како да има склучено договор за вработување, без разлика дали е тоа направено врз основа на договор за дело, устен договор, договор за ангажман или слично. Од друга страна, позитивна промена во Законот за работните односи е тоа што во договорот за вработување сега мораат да бидат наведени сите законски акти кои што ја регулираат работата на работникот, односно законите, подзаконските акти и колективните договори кои што се од значење за работникот треба да бидат наведени во самиот договор за вработување, што е од големо значење за лицата кои што се од ранливи категории и не се доволно информирани за своите работнички права. Уште една позитивна промена е воведување на посебниот вид на договор за работа од далечина, по кој што се овозможува флексибилна работа на работникот, односно сам да може да го дефинира своето работно време и начинот на користење на одморите. Со тоа многу се помага на лицата кои што се во категоријата на млади луѓе, студенти, родители кои што се грижат за своите деца или посебни професии како IT индустријата, бидејќи овозможува поголема флексибилност во работниот однос. Конечно, позитивно е и тоа што во договорот за вработување на определено време се воведува ограничување од 3 години, намалување од досегашните 5 години, и се додава уште една заштита каде што се наведува дека овој договор мора да биде исклучок кај работодавачот, односно само 20% од вработените кај работодавачот можат да бидат ангажирани со договор за вработување на определено време, додека другите треба да бидат ангажирани со договор за вработување на неопределено време. Ваквата промена ќе помогне на многу лица кои што постојано се во несигурност поради тоа што договорот постојано им се продолжува, иако границата од 3 години е се уште долга. Ја поздравуваме намалувањето на границата од 5 на 3 години и се надеваме дека ќе продолжи овој тренд на намалување.